Почитуван председател на македонската влада, господин Димитар Ковачевски, почитувани представници на винариите, почитувани лозари, почитувани представници на медиумите. Пред се сакам да го честитам денешниот ваш и наш голем празник. Тој е заштитникот на лозијето и на виното Свети Трифун и да посакам успешна, плодна и берикатна година. Од тука, од тиквешијата, од центарот на нашето македонско грозје и вино, од овие лозови насади во Росоман, порачувам дека поддршката и грижата за оваа стратешка и извозно ориентирана гранка во земјоделството продолжува и се зголемува. И оваа година, како изминатите 4 години, како што ветивме, субвенциите се исплаќаат со еден подпис, со едно решение, во еден ден, пред почетокот на сезоната. 9,4 милиони евра веќе се исплатени на 13.854 лозари. Нема селекција и нема списоци. Овие пари директно се враќаат кај лозарите, да ги вложат во новото производство, за да произведат квалитетно грозје за производство на нашето познато македонско вино. Ова исконска земјоделска гранка има огромна традиција во нашата земја. Затоа од 2017 година па наваму ставаме силен акцент на развојните мерки и политики во лозарството и решавањето на напластените проблеми. Заеднички најдовме начин да ги вратиме парите назад кај лозарите, што им ги должеа некои од винарниците. Носевме посебни лекс специалис закони само за да ги решиме напластените проблеми. За 20% ги зголемивме субвенциите за лозарите кои имаат од 1 до 10 хектари во 2017 и 2018 година и тие изнесуваат 48.000 денари по хектар. За подобрување на старосната и сортната структура воведовме дополнителна поддршка од 12.000 денари по хектар за реконструирани лозови насади заради промена на сортната структура. Преку програмата за рурален развој обезбедивме финансиска поддршка на саемските манифестации, што значи зголемена промоција на македонските вина. Односно, за саеми, каде што се презентираат нашите вина, поддршката ја зголемивме за 100%. Со олеснување на административните процедури, ги мотивиравме лозарите и винарниците да ги користат мерките од ИПАРД 2 програмата. Го сменивме законот за земјоделско земјиште за да може да се гради токму во делот на лозарството на земјоделско земјиште, за да бидат младите земјоделци и лозари ослободени до 3 години од плаќање на закупнина и многу други нови мерки и политики. Од 2017 година заклучно со последните исплати пред неколку дена за поддршка на лозарите преку мерката за исплата по површини се исплатени 45 милиони евра. Секогаш кога има потреба, кога лозарите се соочуваа со проблеми, помагавме со дополнителни мерки, а оваа година благодарение на амандманите и усвојувањето на буџетот го имаме и интервентниот фонд од 250 милиони денари. Помагавме и во време на здравствено-економска криза предизвикана од ковид пандемијата. Вкупно за 4 години за дополнителни мерки, интервентни, како и преку ковид програмата во лозарството се исплатени дополнителни 16 милиони евра. Нашата интенција како политика е да ги стимулираме лозарите и винариите да го модернизираат производството и да даваме уште поголема поддршка за оваа стратешка извозна гранка. Со новата програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2022 година, која за прв пат се усогласува со европската регулатива, воведуваме авансна исплата на субвенциите. Односно, ова е прва година во историјата кога во оваа година субвенциите ќе бидат исплаќани, односно ќе започне исплата на субвенциите и по оваа програма. Тоа оваа година ќе важи за овоштарите, а од следната година ќе важи за лозарите и за другите земјоделски гранки. Дополнително, ја зголемивме поддршка за износот за конфинансирање на мерката зелена нафта преку зголемувањето на цената на нафтата, односно усогласувањето кое што го правиме оваа година. Оваа година за 13% е зголемен износот на средства кои што лозарите ќе ги добијат и по однос на оваа мерка. Не само примерното производство. Нашата поддршка ја насочуваме и кон стимулирање на развојот на малите семени винарии, на што сме особено горди. Денеска, на овој ден, е распишана првата програма за финансирање на микроземјоделски производители на вино, која што минатата најдела беше усвоена, а како резултат на амандмани на пратениците од теквешијата, кои што доаѓаат од тука и се денеска со нас, малите винарии, 68 на број, од денеска натаму ќе може да аплицираат за 10.000 евра неповратни средства, грантови, за зголемување на производството, за инвестиции, за други инвестиции кои што треба да ги имаат во текот на самиот производствен процес.
Оваа влада е партнер на лозарите и верувам дека со досегашните, но и со новите мерки што ги преземаме во лозаро винарството, ќе стимулираме подигање на нови насади, зголемување на производството на грозје и вино, како што кажа премиерот, продолжување на зголемување на извозот, на нови пласмани и освојување на нови пазари. Ова е година во која што сакам да најавам дека ќе имаме и сосема нов закон на вино на кој што интензивно се работи и оваа година верувам дека парламентот ќе го донесе Европскиот закон за вино. За крај уште еднаш сакам да го честитам овој празник и нека биде плодна и родна годината. Благодарам.